Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Основниот кривичен суд Скопје го одобри обвинителниот акт и со тоа случајот онкологија влегува во судска фаза. Обвинетите се товара за тешки кривични дела поврзани со економското работење на клиниката и третманот на пациентите. Поранешниот прв човек на онкологија Нино Васев ќе седне на обвинителна клупа. Кривичниот суд во целост го одобрил обвинението против Васев, во кое тој со уште тројца доктори ќе одговараат за несовесно лекување и тешки дела против здравието на луѓето. Предметот со сите докази обезбедени од обвинителството е веќе формиран во судот и како што велат оттаму, прво електронски ќе биде распореден кај судија, а потоа ќе биде одреден и датумот за првото судско рочиште. На Васев и тројцата доктори ќе им се суди бидејќи во периодот од 2018 до 2022 година лекувале онколошки пациенти со погрешна терапија, која дополнително го влошила нивното здравје. Со медицински вештачење е утврдено дека кај 29 пациенти прво обвинетиот применил очигледно неподобен начин на лекување и спротивно на тековните онколошки упатства, со одстапување во дозирањето и во фазата на лекување, давал лекови од новите генерации на таргет и имунотерапија, со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Обвинителството го гони Васев и за проневера во службата. Заедно со организацијскиот директор Нехат Нухи, наместо за пациентите, дел од терапијата ја присвојувале за себе, па државниот буџет го оштетиле за сума од 35 милиони евра. Од кривичен велат дека оценувањето на ова обвинение се уште трае и судот дополнително ќе информира дали ќе го прифати предметот кој на иста обвинителна клупа треба да ги седне двајцата поранешни директори на онкологија. Васев и Нухи во моментов се во домашен притвор. Обвинителството бараше додат во истражниот затвор во Шутка, но кривичен го одби предлогот, па после сослушување во судот со полиција беа спроведени до своите домови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Измина повеќе од 2 месеца од трагичниот пожар во Кочани. 12 лица се уште се на болничко лекување, еден е во тешка состојба. Властите уверуваат дека сите потребни работи за нега се покриени, иако дел од повредените реагираат на социјалните мрежи дека не добиваат соодветна грижа. Моментално сите потреби од дополнителна нега се решени и ги има работите. Кои се набавени од болницата, кои се од донација, без разлика ги има. Работите во Кочани се решават во директорката ми информираше дека дел од опремата е пристината во текот на ова недела и се подобруваат вод. Да, има тромост во системот на реагирање, меѓутоа се коригираат работите и се подобруваат. Средства ќе се одвојуваат од државата онолку колку што е потребно. Ако треба уште додатни 30 и уште додатни 30 се додека не завршат сите постапки и процедури. И секако доколку стручните лица утврдат дека има потреба да има повторно лекување во странство или контролни проверки во странство, ние повторно ќе излеземе во пресред и со транспорт и сместување се што е неопходно за тие лица да не бидат изложени на додатни трошоци. Идејата е најдобро намерна, значи да не се оди линеарно, бидејќи не сите имат иста потреба, не сите имат иста тежина на повредите и не сите имат исти прогнози временски во однос на нивното лекување. Сакајќи тоа да го направиме, значи чекаме да бидат финални тие резултати, на основа на тоа Црвениот крст веднаш ќе пристапи. Никаква причина и потреба нема средствата да бидат кај него, затоа што тие средства едноставно се на посебна сметка. Еден месец владата нема министер за здравство. Здравството се распаѓа по секој основ. Кочанската болница се распаѓа, а тие политики тераат и ќе држат дебати. Се што има се донации до сега од хумани луѓе. Ова дефинитивно е срам за цела држава. Ова е срам за една власт што избра да ја пере својата бездушност со трибини наместо со вистинска грижа. Како што реков и во оваа пресконференција, СДСМ нема да молчи. Ќе ја бараме правдата до крај. Статистика измери пат на невработеноста, но од друга страна расте бројот на вработени на црно. Рекорден пад на невработеноста во земјава, регистрира статистиката. Се намалува бројот на лица кои не можат да најдат работа, но расте и на оние кои работат на црно. Во првиот квартал невработеноста падна на 11,7%, или во споредба со последниот квартал, бројот на невработени е намален за 2,3%.
ако на крајот од 2024 биле вработени 700.530 лица. За 3 месеци нивниот број се зголемил за скоро 2.000. Сепак загрижува порастот на неформално вработените. Такви се над 90.000, од кои 10.000 се само во првите 3 месеци. Најголем дел од нив, над 43.000, работат во земјоделието и 15.000 во градежништвото. Дел се уште работат на црно за да не ја изгубат пензијата или социјалната помош, но државата најде начин како да влезат во системот. Со законот за привремено ангажирање лица ќе можат да земаат и плата и пензија или било каков надомест. Но овој начин се очекува да се намали сивата економија. Сакаме да го регулираме тој однос, да тие луѓе за тој период кога ќе бидат ангажирани да бидат во системот на евиденција на државата, за тоа се плаќаат нормално или давачки и со тоа ќе створиме еден круг каде што ќе им дадеме и директна подршка утре да ги излекуваме токму од сивата економија, комплетно да имаме нели увид како систем од државата и ќе биде полесно, верувајте, на самите работодавачи, бидејќи денеска они за да исплатат нели на некој дневница, знаете се што треба да направат за да му дадат во пликови. Работодавачите ќе можат да ги ангажираат овие лица 4 месеци во годината во 3 сектори: земјоделие, угостителство и услужни дејности, што значи ќе можат да работат по хотели, ресторани, домови за стари лица, да чуваат деца или да помагаат во домаќинствата. Законот веќе е изгласан во собранието и треба да се објави во службен весник, но ќе се применува од почетокот на следната година. Државата очекува да бидат опатени околу 20.000 лица. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Стабилен курс, ниска инфлација и сигурни заштети. Ова е визијата на новиот гувернер на Народна банка Трајко Славевски. Во своето прво интервју најави дека фиксниот девизен курс останува клучен столб на монетарната политика. Само ниска и стабилна инфлација која што нуди предвидливост и за граѓаните и за бизнисот може да биде основа и поддршка на развојните политики во иднина кои што ќе обезбедат стабилен раст, посакуван раст на македонската економија. Било какво размислување или помисла на промена на паритетот на националната валута може да предизвика, ние сме свесни да тоа многу поголема штета одошто корист. Не може да имате никаква корист, затоа што било каква корекција на курсот уште наредниот ден во отворена економија, прилично увозна зависна економија, ќе ги подигне цените на нивоа кои што во однос на претходно изразени во евра би биле на некој начин приспособени. Приватните превозници повторно возат откако добиле дел од долгот од страна на ЈСП. Тие веднаш се враќаат на скопските улици. Колку пари добиле не откриваат, но тоа е од прилика за 3 дена. А има најава дека остатокот ќе им биде исплатен на почетокот на следната недела. ЈСП вчера ни уплати мала сума на средства на доволно за да се вклучиме веднаш. Автобусите се на скопските улици. Проблемот ни е ветено дека ќе се реши до понеделник и преостанатата сума ќе ни се исплати во понеделник. Се надевам дека тоа ќе биде така, за да можеме да продолжиме да функционираме и да работиме нормално понатаму. Па не би ја спомнувал се сумата, доволна е за периодот што ќе го возиме, доволно за да ги покриеме трошоците за нафта и за тековно сервисирање на автобусите. Зафировски вчера рече дека градот Скопје минатата недела префрлил околу 650.000 евра на сметката на ЈСП, но од предпријатието не им ги дале на превозниците поради неверификувани извештаи. Приватните превозници располагаат со над 200 автобуси и во изминатите 3 години често се повлекуваат поради неисплатени средства, а ЈСП не може само да ги обслужи сите линии, затоа што нема доволен број возила. Мартин Арсов, Сител телевизија. Фудбалската репрезентација